Затрупан воzač од наноси песок на автопат, повреден турист во Охрид, паднати дрвја, поплавени куќи, подрумски простори и гаражи, проблеми во снабдувањето со електричната енергија, оштетени покриви, скршени стакла, откачени лимови и олуци од куќи и згради. Ваков пустош остави последното невреме. Рекордни безмалку 2800 пријавени случаи во Центарот за управување со кризи. Имаше две спасувачки акции кои што завршија успешно. Една е во Охридско за спасување на повреден странски турист кај хотелот Десарет и едната е за заглавен камион на автопат во буквално гранки паднати и дрвја од силното невреме кои што направиле и бариера од нанос од песок каде што заглавил камионот, но среќа возачот иако заглавен чекаше во камионот, доцна синоќа го излекува после 22 часот безбедно. Од ЦУК велат дека според прописите прво ќе се направи записник, а потоа следи проценка на штетата од надлежните институции за да можат граѓаните да бидат обештетени. Имаше оштетени патнички моторни возила, паднати огради и блокирани улици. Од ЦУК велат дека најпогодени делови биле Скопскиот регион, Кумановскиот, Кривопаланечкиот, Велешкиот, Кавадаречкиот, а големо невреме го погоди и источниот дел на Пелагонија и Мариово. Во Скопје најмногу пријави стигнале од Ѓорче Петров, Бутел, општина Шуто Ризари и Гази Баба. Ѓорче Петров, Бутел, општина Шуто Ризари, Гази Баба. Тоа беа најпогодени, но секако вие добро знаете дека имаше и јадра од невремето кои што беа појаки проследени со град. Во Карпуш улиците станаа реки. Водата наместо да тече низ атмосферска канализација ги поплави улиците. Во населбата Даме Груев невремето искрши гранки и откорна кабли за струја. Волково беше исто така едно од најпогодените места, а ветерот дувал и до 100 км на час. Жителите претрпеа големи штети, прокиснати тавани, откорнати дрвја, искршени фотоволтаици, уништени покриви. Жителите велат дека ветерот дувал и над 100 км на час. До ЦУК бил пријавен и случај на падната карпа на булеварот Никола Каре во 3 часот и 30 минути по влезот на касарната Илинден во Скопје, а службите веднаш излегле на терен и отстраниле. За среќа немало повредени и жртви. Да, но нема повредени, тоа е на улицата после влезот на касарната Илинден во 3 часот и 30 минути. Од Центарот за управување со кризи веднаш беа известени службите, значи прва на терен излезе сообраќајната полиција да го регулира сообраќајот, да ја обезбеди карпата, потоа службите кои што се надлежни за патиштата во нашата држава излегува да го расчистат теренот. Од Центарот за итни случаи велат дека нема информации за други повредени и смртни случаи. Од ДХМР и за денес најавија силни врнежи од дожд, град и молњи. За време на викендот се очекува да има смирување на метеоролошката состојба, а од понеделник повторно не очекува силен бран на невреме.